Четврток, 25 јули, кратки вести во 12 часот. Над 1,5 милиони патници обслужиле двата македонски аеродроми во Скопје и Охрид во првите 6 месеци од годинава, при што порастот во однос на истиот период лани е 5%, соопшти ТАВ Македонија. Во истиот период бројот на летови е зголемен за 3% или македонските аеродроми обслужиле вкупно 12.235 летови од јануари до јуни. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле бележи двоцифрен пораст од високи 10,9% со превезени 103.792 патници од јануари до јуни. Читатели на Охрид Прес преку дописи и фотографии испратени до редакцијата постојано реагираат и посочуваат на проблемот со паркинг, особено во централното градско подрачје. За овој проблем сме зборувале во повеќе наврати, а последниот се однесува на поставени стари гуми на булевар Туристичка, со кои се чува паркинг местото. Сме купиле тука станови и деловни објекти, а нема каде да паркираме, стои во реакцијата. Граѓаните апелираат да се надминат овие состојби, да се стави ред во овој дел во целиот град, особено во центарот, каде во текот на летните месеци проблемот со паркингот се зголемува. Љубомир Глигоров е професионален нуркач кој изврши нуркање со водородна мешавина и достигна максимална длабочина од 132 метри во Охридското езеро. Времето потребно за ова нуркање изнесуваше 130 минути. Со овој подвиг тој стана првиот македонец што извршил нуркање на толку голема длабочина. Не можете да нурнете само со водород, морате да направите безбедна методологија за враќањето. Со години ги правев пресметките, објаснува Глигоров. Ова е голем чекор во безбедното мешање, складирање и транспорт на водородната мешавина и во протоколите за безбедно нуркање за системот за отворено коло за нуркање. Времето денес сончево и многу топло, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 37 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.